Џабе жртвите и големите отстапки кои Македонија ги направи кон соседите. Датумот за старт на преговори со Европската Унија остана сон и овој октомври. Македонија го смени името против волјата на мнозинството граѓани, без никаква гаранција за добивање датум. Ќе го стопирали владата реализирањето на Преспанскиот договор. Од Грција познати пораки, нашата држава морала да ги почитува условите од договорот. Кои се тие услови? Ние мораме целосно да бидеме сигурни дека Македонија ги почитува условите од Преспанскиот договор. Во однос на Албанија, ние бараме подобро почитување на правата на националните малцинства. Сметам дека кон овие земји мораме да испратиме порака дека кога ќе ги исполнат сите услови, ќе можат во иднина да станат членки на европското семејство. Македонија прави отстапки после добрососедскиот договор со Бугарија, се ревидира историјата по бугарски вкус. Борисов го охрабрува Заев да не дава оставка, потенцирајќи дека одложувањето неколку месеци ќе даде можност за ревизија на македонската историја. Няколку пъти през нощта, даже и след съвета говорих дълго с Зоран Заев. Пред советот долго зборував со Зоран Заев и му реков да не си дава оставка, зашто тој заврши многу работа и има уште да се направи. Сите во Македонија се емотивни околу прашањето за интеграција во Европската Унија, бидејќи во земјата се вложија многу напори и никој досега не си го сменил името. Датумот за старт на преговори со ЕУ, кој за Заев првично беше сигурен во јуни годинава, Македонија не го доби ниту сега.